Добро утро. Сато е 8:20. Се најдувам во Талин, Естонија. Се спремаме полека да заминиме. Само да ви ја покажам собата на брзина. Значи, ако во Норвешка платив 35 евра за кампување, видете овдека во Талин што имаш за 35 евра. Фантастично. Собава е топ, преубава. Дури и фазла од тоа што ми треба. Сега беа мапата. Значи, вчера тргнавме одавде, од Хелсинки, се качивме на Фериврат, стасавме во Талин, извозивме 3 километри до смештајо и тоа беше тоа. Вкупно 15 километри извозив вчера. Сега што е планот за денеска? Планот за денеска е да извозиме до ова граница овдека. Таму се најдува едно многу историско и интересно место и после да стасаме до главниот град Рига. Значи ја поминуваме границата од Естонија со Латвија. Ова мислам дека ќе биде 10-та земја што ја посетуваме. Надвор времето е сончево. Еве полека тргнавме. Температурата вика дека е 19 степени. Меѓутоа ја мислам дека е далеку поиќе од тоа. Талин е многу убав град. Историски град кој се разликува дебело од скандинавскиве градови. Пред се има многу душа. Многу сум изненаден од Талин. На секој му го препорачувам барем еднаш во живото да го види Талин, ќе биде дебело импресиониран и многу ќе му се пендеса. Штета што плано е таков малце жустар, па имам само еден ден време по град. Исто така многу ефтин град. Значи го видовте смештајот за 35 евра, фантастичен. Цените во градот се многу ефтини. Значи за 5 евра можете да седнете да јадите гиро, например. Пивото беше 5 евра. Значи цени малце повисоки од кај нас, сепак си во Естонија и во Европска унија. Дефинитивно ќе планирам уште едно идење овдека во Талин. Прва бензиска од Србија? Не, ве лажам. Прва бензиска од Чешка, кај што полниш гориво, без кредитни картички, без шифри, без глупости и одиш внатре како господин си плаќаш.
Естонија ми се бендисува многу. Ево и тунелов сега што го гледаме. Фактички тука немало планина, немало рит, немало ништо, туку е вештачки направен тунел, односно мост, за да може животните од едната на другата страна на автобато безбедно да помина. Еве се гледа се тоа е со жица заградено. Бев застанат на еден паркинг подолу, па имаше табла кај што го објаснува сето тоа. Вака низ цела ова авантура ко ќе гледаш вакви за нас чудни, несекојдневни работи, си го поставуваш прашањето кај живееме ние, колку сме далеку ние од сето ова. Уште некои 80 километри до границата со Латвија. Овие облациве ич не ме бендисува. Се надевам ќе му избегаме пред да почни да врни. Еве ме на границата измеѓу Латвија и Естонија. Овие стубојве ја означува границата. Еве ме моментално јас сум во Естонија, а Кармен е онаму во Латвија. Можев на друга граница да поминам и многу побрзо да стасам до следната дестинација, односно Рига. Меѓутоа одлучив да поминам на оваа граница, заради тоа што овдека има еден споменик за еден многу битен настан
за Балтичките земји. Односно, како што знаеме, после Втора светска војна, Европа била поделена измеѓу сојузниците, односно Америка и Советскиот сојуз, па Балтичките земји припаднале на СССР, односно Советскиот сојуз. И така било се до 1989 година, кога народот на Балтичките земји се обединил и направил синџир од луѓе кои биле прегрнати. Синџирот бил долг околу 600 километри и учествувале повеќе од 2 милиони луѓе. Еве овдека можеме да видиме како изгледал тој синџир на луѓе. И со тоа тие се побуниле и се отцепиле од СССР и си создале своји држави, односно Естонија, Литванија и Латвија. И овој споменик го означува тој настан, кој е исто така запишан и заштитен од УНЕСКО. Официјално во Латвија, 10-та држава поред, сега имаме некои си 150 километри до главниот град Рига. Местото и споменико со многу интересна приказна. Типичен пример за солидарност и обединување. Да се спо 2 милиони луѓе со иста идеја и со иста цел и да направи еден синџир од луѓе долг 600 километри. Самото се кажува.
Гледай кај сум сместен, човече. Свечки, свечки. Еве ме, дечки. Стасавме во Рига. Успешно се сместив. Кој ќе ми текни кај ќе спијам вечерва и во кое место сум сместен. Уште вака се ми е смешно многу. Али немав многу време таму, буквално само ги оставив стварите. Сега се движиме накај музејот на КГБ. Морам малце да брзнам заради тоа што затвора во 5 сато, а сега е веќе 4.
Значи сега одиме да ја видиме обалата. Би требало да има многу бункери. Успешни мисии. Очекував некоја Джеймс Бонд страна на КГБ. Меѓутоа се најдува одма пред затворот и